Значи ние имаме право да гласаме како сакаме. Реално гледано и дури ние не мора да имате право да гласате како сакате, но нема никој право да врши влијание, да тргува со влијание. Каде па еве ти вршиш влијание сега, каде пишува дека јас пред седница морам да ти известам како ќе гласам. Јас сум должен вака, имот на општината, кооперативност, ти го злоупотребуваш тоа дури ме разбираш. Не е полека. Нашата кооперативност да ти да те известиме како ќе гласаме е наша волја, не е твое право да знаеш. Ние можевме да кажеме добро и да гласаме против, а реално гледано за дупат имаше у старт доволно гласови, што очигледно по итната седница, така. Реално гледано вие немавте реална опозиција за дупот освен нас 6 советника. СДС има позитивен став. Они се 8 советника. Имате 7 ВМРО и 20 ГРОМ. Тоа се повеќе од доволно гласови. Каква врска има след 4 гласа на левица? Од каде па тоа дека ние немаме право да гласаме како не нашето политичко обидување? Вака. И се ние сме доколфлекувале на крај спанам се. Вие имате право да гласате како сакате, меѓутоа никој нема право да тргува со влијание. Тоа е клучот во целата работа и се отвора прашањето дали Пуцко Петрол извршил влијание врз него, а некого, а тој извршил влијание врз советниците. Тоа е клучот во целата работа, да не се лажеме. Државен апарат кој што се ако не извршил врз мене, значи врз некого извршил. Извршувањето на влијание е кривично дело. Да. Ние имаме, се извинам, ова мора да го разјасниме. Ние имаме цел државен апарат кој што во име на Пуцко Петров врши влијание и од тука ми збори президиум нешто таму вршење влијание на еден човек. Мислам ова е ван памет. Цел државен апарат застана позади таа бензинска.